Ja. Но колку време, какво време мина. Копнеш од покале Мегдан го тера да смисли нова рима. Да пишува за тоа или денот во зима, каде тоне во светлина, долго за ноќта скина. Кај се дните кога песна ме криеше толку пати. Тие нема да се вратат, но песната ќе се врати. Па дали свати, пратиш, да не беше тој, ке немавме јазик. Сурова година стравна, од љубов пишувам за човекот, кој речникот го зачна. Да, ова не е само мисла, прошеткани стихови кој стихот да е писта. Вистина е, нема една рима иста. И како остра секавица сече, и со рими, и со цела лексика сум спретен. На производот од листот ме прави среќен, би пишувал со сати и везен. Да не беше тој, да не беше тој, ке немавме јазик. На почетокот удеа до крај, за да стасаа до вечната сегашност на лотусот. Неговиот глас како есенција од бадем и мед делува како еликсир за душата која купнее по спокојот. Ненаметлив, тивок, а магично присутен. Во хитмейкер е Владимир Поп Христов Мио. Вреди ли? Мио, добре дојде во хитмейкер. Добро те најдов, брат му. Иако веќе 2 пати беше дел од хитмейкер. Со Лотус и со... Како беше првата ствар? Медот. Медот. Да. Па многу години се нанижаа, више децении. Кажи ми како започна приказната со ДНО? Имаше ли, предходеше ли нешто? Па предходеше... Спремавме материјал за свирки. Знаеш како го вежбаш тој материјал? Ја имав некои своји ствари, па е да пробам ова, како да се звучи, onda свативме дека ова звучи исто така добро кој ова. И викаме, па може и нашево да го свириме, што да ни. И така тргна. Кога некој нема да стави точка на ДНО, точки, Да. одма знаеш дека му мањкаат некои Да. правописни Ако работи. тоа е добро, тоа е добар ловец, одма знаеш со кого прежмува. Да, така да станувате од друштво со неограничена одговорност, станувате дно. Да. Ве грешат така? Како не, цело време човече. Имаме на ствар Helter Skelter од Beatles. Од Beatles, да. When you get to the bottom, then you go back to the top. Знаеш, дното може да има релативна работа. Може да е врх, може да е дно. If you wanna go high, you got to get deeper. Да. Тоа има принц. Так гледаш. А, Много интересна работа. Увек си имал некој став на суперстар. Дур беше средна школа, дур се среќававме тамо, јас средно па факултет, ти некоја генерација пред мене. Па малце си ме иритирал, знаеш. Али така на пример беше и со Џоле Максимовски. Доаѓаше на свирки кај што свиревме ние. Стално, значи не гледам у него, али знам дека е тамо, застанат. И вака, не збори со никого и само слушам. Абе, вака ми врие, знаеш. И ти ќе пројдеше у музичко, она кони шпански гробишта. Меѓутоа, ете, тие таквите, знаеш, после станаа луѓе кои што стварно им се восхитува. Првата постава на ДНО, во суштина може секој од нив да биде гостин во тој еден супер груп, кој што може да биде секој од нив гостин во оваа емисија, кај што сакаме да даеме акцент на луѓе што даваат една друга димензија на оваа наша површна државичка. Да ги наброиме луѓе, макар Гоце Стевковски беше гостин тука. Да. Он беше у првата постава или попосле? Првата. Првата. Емин Џијан, Исто првата. го договара нему подолго време. Да. Бејков. Крокерот ни избега, Крокерот е он у сега? Куманово. У Кумано, ја мислев Да. во странство. Не, у Куманово се седи си работи, А Кире избега. а Кире избега у Америка. Да, Кире е сега суперстар таму у Америка. како гитаристот, зве. Фантастично.
Бас Бејков. Бас Бејков, и он беше исто фантастичен музичар. Абе, целата таа прва екипа беа одлични музичари. Кремот, таа генерација, таму, тие 2-3 генерации, уствари, што се моткавме, музичко, Виктор Викторија, опасна постава. Али слушај, тоа и за Џоле Максимовски, и за мене, кога ќе си не видел озбилни со руките прекрстени, веруј ми дека, знаеш, и на журки, кога сме луѓе ќе ме видат таков од страна, дека седам и они мислат дека нешто со Намќор. знаеш, намќор. А ја уствари у себе внатре, се забавljam. Журката е иста така, пичи све 300 на саат. Само што изгледам озбилно, ме разбираш, али тоа само изгледа, површно, сакам да кажам. Знаеш, се журкаме од внатре. Кога доаѓа другава постава или постепено? Пази, ДНО има многу постави кои се подпостави, уште луѓе не ги знаат, или биле студиски музичари, или биле... Али многу луѓе си имаат сменето. Ова се сега стабилна постава? Втора постава, ова е можеби 10-та постава. Сега. И Бодин? Сега се Бодин, Филип, они се браќа, сите попови. Бодин, Филип и Гордон. Тројцата? Тројца браќа, да. Јако. Ај сега да се... Ќе се надоврзам на Муабетов. Кога беше Дики Тавитјан тука, го прашав Дики, ти си човек што секој може да сонува да го има у бенд за клавиатуриста, а не те гледам по бендовиве. Што е фора? Јас сега тебе ќе те прашам обратното. Како може 10 постави, а да не видам твој брат у ниедна постава? Значи ни Ачек. Не бе, Ачек на првиот албум свирал у една-две ствари, па и... Една-две, постава. Да, а постава, па не биле они заинтересирани, вработени луѓе бе, човече. Ти текно на работа, на снимање, на ова, и немале време. Не можеш да го влечкаш по проби, да му кажеш, нема да доаѓа на проби. Ачек е страшна една звирка која што малку зборува, а многу искача од него. Да. Секојаш бил така мистичен. Да, опасен. Сега на шо работите? Моментално? Пошто знам дека Медот и Лотус се од нов материјал. Да. Сега моментално право да ти кажам, миксам еден жив концерт од Фросина. Првиот тој е акустичен. И знаеш, почнав да го миксам стрейт, као што е, така да звучи акустично и све. И надав еден интересен плагин, го ставив на него и почна да звучи као... Ти ги помати плановите, а? И реков, сакам ова да све да го лупнам сега. И сега звучи као све, само некоја акустичен концерт. Знаеш, и тоа ми... Сега новиот албум го стави малце на страна? Не, таму има ствари, на тој концерт во Фросина свиравме 2 сата, човече. Свиравме стар материјал, нов материјал, некои дури не успеавме да ги досвириме, толку многу материјал имаш. Ја бев на прошлиот албум кога го промовиравте на концертната промоција. Мислам дека беше концертна промоција на новиот материјал у Маракана. Да, тоа беше на новиот материјал, али уште не беше излезен, да. Не беше излезен, тогаш да свиравме однака, да. Да видиме како ќе се понаша тоа што сме го направиле пред публика, дали работи. Значи, наспроти артисти кои што ќе прават синглови, албуми и така натака, па после мозгаат дали тоа би можело лајв да се изведе, кај вас е обратно. Да. Вие можете да промовирате албум лајв и тоа секој да го доживее најубаво што е возможно да го доживее. Влегов у филмот на се она што го слушнав таму. Онаку себе, као тебе. Да. Да ме гледа некој од страна, си рече, овој не му се свие ништа, а ја пијам се. Да. Ова е супер, уствари. Знаеш, целата ова фрка со
тоа што еден музичар треба да биде, знаеш, присутен и на Инстаграм, и на Фейсбук, и на Мейсбук, и Да се проституира на секаде. Да, знаеш, целото тоа ми е толку згадено и неинтересно и булшит, да и све повеќе ме оддалечува од тоа најбитното, од музиката. Уствари што треба да го правиш. Дали тоа ти е некој репер кој ги наоѓаш музичарите што би свирале со тебе, исто да се оперирани од материјалното, од експонирањето? Се трудам, ама не можеш тоа да го наметнеш као услов и као што знам, и као закон. Не можеш да го наметнеш, пошто не сме исти, сите сме различни. На духовно ниво. Многу голема разлика има, вака ќе се облечеме исто, ќе вакво и ќе се понашаш исто и све. Ствари на духовно ниво, секогаш кога сум тргал од себе и од своите сваќања и од своите вредности, сум се заебал. Никогаш не треба да тргнеш од себе кога размислуваш за другите. Никогаш. Тоа е првата и најверојатно последната грешка што си направил. Кога ги проценуваш луѓето и кои би биле нивните идни постапки. Да, треба да се тргнеш од судот. Треба да гледаш едноставно као трето лице. Као посматрач. Да нема емоција, да не си приврзан за стварта, знаеш, него чисто ладен од страна, кога би гледал сцена филм, што би помислил за едниот, што би помислил за другиот. Така треба да го дури и гледаш. за работи што те тангираат, да Да, сватиш па дека не е ништо највише лично ни тоа. Највише го потребуваш за работи што те тангираат, ако сакаш да дека бидеш уствари cool. и тоа не е ништо лично. Да, ништо лично. Све што ти се дешава, пази, ние учиме. Низ целиот животен процес, ние сме тука за да научиме. И ќе се враќаме онолку пати колку што треба додека не научиме. И после додека не добиеме своја планета и свет и универзум со кој ќе раководиш. Ова што го зборуваш се рефлектира и у песните. Првиот албум се чувствуваше тој набој на музицирање, на лактање, ние сме тука, постоиме, Да. сакаме да развалиме, а сега ние сме тие што сме. Да. Некако доволни сме си и го правиме ова што го правиме. Многу природен ми дојде вториот албум. Знаеш, направив она што сакам, пошто ни една песна нема врзга. Знаеш, кога го правевме првиот албум, другиве типчиња од бендот, знаеш, цело време збореа за некаков си концепт, кој јас не може да го сватам. Така да вториот албум си го направив тотално без концепт, пошто не мислам дека треба да постои концепт. Зашто би постои? Како снимате? Поставуваш ти демо, па наснимаваат други? Најчесто демо се прави или наснимаваат или чисто го снимам као демо и им кажувам да си направат своји линии кои што мислам дека треба да се стават и после тоа бираме. Каков човек си ти со поише, да кажеме, некој интерфейс, апликација, диджитал или аналог? Па поише сум диджитал, право да ти кажам. Така? Полесно ми е све. Аналог е Преку супер. глава ти дојдеше. Да, аналог е супер. Убав и звук и било што, дали се работи за видео или аудио, све е поубаво аналог. Све е потопло, све е поприродно, све. Али кога ќе видиш дека, например, во една сесија можеш да ставиш 10 различни компресора на нешто и да звучи cool, а тоа не можеш да го направиш нормално со аналог. Или треба многу кеш да имаш. Да. Скапа играчка аналог, да. Така да, дигитал. Пошто знаеш, мислам дека можам да го изимитирам аналогот. Може би нема да го изимитирам во целата боја и Да, шмек. некоја водилка пак е аналог. Да, но не само што ќе стане аналог, него ќе добие и карактер, ќе биде различен, нема да биде полош. Нема да биде ни подобар. Ама ќе биде иста категорија. Нема да бидат различни, као Lamborghini и Ferrari.
Кој би се? Знаеш, зависи од Сепак се моделот. работи, да, сепак се работи за песни кои што човек свири, човек пее, постојат емоции. Друго е кога имаш диджитал, меѓутоа и цела продукција е диджитал и цела продукција е MIDI, Да. па ќе кажеме има огромна разлика. Меѓутоа кога све е аналог, само интерфејсот е Само диджитал, интерфејсот е диджитал, да. со естетика на аналог. Да, тотална естетика Да. на аналог. Значи ја све што сум слушал, мене ушите аналогно ми слушаат и затоа пробувам да го изимитирам тоа на дигиталното, разбираш? Ја осеќам кога нешто звучи пречисто и не ми е убаво. Значи, тоа го има превише македонска продукција, мене тоа ми ги сече ушите, човече. Ја сакам по-лента, по-замаглено, знаеш, као низ филмско онаква лента, буквално кога ќе погледнеш жуто, мед, сакам мед. Затоа и е медот. Имаше гласини пред, кажем, може би повеќе од 5 години, дека се случува нешто нов материјал со луѓе кои што се феноменални музичари, луди на секој на свој начин, али многу тешки за соработка. Тие луѓе кои што се тешки за соработка со сите, се состанале меѓу себе да работат. И многу ме интересира што се случи од тоа, дали излезе некој материјал од човека од Тони Мичевиќ, Мики Парушев Мичи, Мио Поп Христо. И јас тоа не можам да го замислам у една просторија и вие да работите со креативни одлуки и каков консензус се случувал тука. Дали нешто се случи од тоа? Па, ја мислам дека Излегува ли песни некои? ја Снимивте мислам ли? дека вториот албум излезе од тоа, бе. Да? Озбилно. Сега секако тоа се моделираше на друг начин. Сега но тебе може да уствари- смешно те звучи, јас ти кажувам од Да. друга перспектива. Знам точно од која перспектива ми кажуваш. Да, сите бевме тројца лудаци. Али пробите и све се случија кога беше короната и споминавме фантастично. Битно не се убивте. Не се убивме, сите останаа живи. Али беше супер школа. Јас тогаш научив да свирам бас гитара. Јас не знаев да свирам бас гитара. Па уже помалце да свирам бас гитара и да пеам, пошто тоа е најтешкиот спорт. Нема потешко од бас и пеење. Гитара е друго. Да, Знаеш, поиш друг идеш пееш си у ритамот. поиш идеш со бубањ, да. Да, си правиш ритам, а со басот си обратно. Треба да се подрлиш вака, да пееш и да свириш. Ужас. Али ете и тоа се деси, мене ми беше многу интересно искуство, иако имаше, се разбира, и секакви инциденти, али беше со шарм, знаеш. Скоро гледав некој подкаст каде што лајф настапувате. Аха. Феноменално звучеше. Кај беше тој подкаст? Може си го За гледал Скопје имаш на Телма ствара. во... Не ми го пратија луѓе да го видам. И Во студио свириме. у студио. А, Скопје мое, да. кој вика дека е осамен, лаже. Да, Како да, беше? да. Свиревме вамо кај Ангел во Визбегово тоа кај Ангел, студиото, да, во Подрум, подрумот, да, во Подрум. подрумот, да. Тамо снимавме. Не викна од Телма да дојдеме да одсвириме уживо и нас не дојде топ, зашто да не. И така бевме у форма, спремни за албумот, нели тогаш се промовираше, се правеше и дојдовме. Па да Мац одсвириме. Мац пријави се, па ти ми го прати тоа. Да. Он ми го прати. Супер испадна тоа. Знаеш, многу има врска на кој јазик се, пошто звукот на јазикот прави различни вокални линии. Така. Знаеш, кога збориш на македонски, Самиот јазик и инструмент. самиот јазик те тера твоите зборови и линии да бидат пократки, пошто има погради зборови, например од англиски. Нашиот е потврд јазик, имаш Р, Г, Д, Т, П, П, Ш, Т, не разбираш. Така да
автоматски линиите ти се помалце скужени, мораш со помалце да знаеш, да го сместиш и да го исечеш. Мој другар пеењето. продуцент од Тирана, Флори Мумајеси се вика. Вика, знаеш ли како ве слушаме кога се зборите на македонски? Тоа ти збори. Управо тоа. Пошто ти ние збори. имаме сакаш одичоц, Да. и ние не сме свесни како звучиме, Да, знаеш. да, не сме Сакаш свесни како- чиме, Да, да. Оствари имаме преубав јазик. Затоа што кога ти кажеш на македонски некако држи вода. Преубав јазик. Преубав јазик како е груп, знаеш, како груп дијамант. Како груп дијамант, необработен. Српскиот е, например, обработениот дијамант. Разбираш? Али Српски- мене ми е тоа. Абе, земи упатство од детерџент на српски, почни да го пееш, ќе звучи фантастично. Екаве ствар ќе направиш. Детерџент бе, брате, Некако, упатство за знаеш, го употреба. тера, више бижутерија. Али? Остај ти сега селјачана, знаеш, секој селјачана кој ќе влезе у момент све се губи. Еве ти гледаш, не е тоа наша болест, ти гледаш светот, политиката, што се случува кога ќе дојдат такви богати луѓе, у душа дрипци, знаеш, гладни души, никогаш не најадени. Гледаш што се случува, сите сме у говна да гуш. Со пуни джепови, со гладни очи. Да, и не може да се најаде, бе, брате. Никако не можеш да го најадеш. Сипај Не, у тоа муцката. може да колку има сакаш. 10 ресторани, али ќе ти побара грис од сендвичот. Да. Мио, фала ти многу што не удостои со твоето присуство овде во Хитмейкер. Чекаме нов материјал. Со Господ напред, брате мој. Ке почекате малце. Фала ти, респект. Фала. Топ листата на Хитмейкер за оваа недела изгледа вака. На 10-то место е ПКМ со песната Крив правец. Крив правец, секој втор тука ти е криминалец. Крив правец, џабе ти овдека и да си интелектуалец. Крив правец, секој втор тука ти е криминалец. Крив правец, џабе ти овдека и да си интелектуалец. Како време дојде, за парче лептепачка, брз живот, брзи пари, брза заработувачка. Има На 9-то место е Александар Ристовски принц со песната Ти. Живеј ги своите сни, сонувај ми, за мене нека се дни страдални. Ти имај си широки насмевки, за мене доволно е што моја си ти. На 8-то место е Никеа со песната X плюс Z плюс Y. Твоята љубов е дива, а ти си толку мила. Јас сум само аутсайдер, вистински љубовник, аматер, без гравитацијска сила. Твоето тело ме впива, не си ти добрата вила, не, никогаш не си ми била. На 7-то место е Калиопи со песната Парам парче. Луда моја глава, луда среќо, не ме мачи ти. Кога зборови од мене течат како црни вулкани, и со секој чекор кога рушам светови, јас зидам некои нови тешки железни зидови. Луда моја глава, луда среќо, не подбивај се со мене ти. Кога немирни од мене течат води и силни ветрови, јас тонам во ниви, се губам, немам здив. 6-то место е за Јован со песната На упаку и терсен.
На петото место е Fiction со песната Булевар. На четвртото место е Санила со песната Те имам само тебе. Не би сакала да зборат ништо за нас. Љубовта ја чувам како знам ја сама. Јас сум супер кога в душо ти си среќен. Тогаш среќна сум и јас, биди покрај мене. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. Те имам само тебе и ништо друго не ми треба. Те сакам само тебе и ништо друго не ми треба. На третата позиција за оваа недела е Елф со песната Веруваш или не. Дали сум човек сам духовно искуство или сум душа во тело.
второто место оваа недела Горки со песната Љубовен трамвај. Еден допир сосем доволен да знам низ што минуваш. Сите зборови ќе се залудни ако поглед не каже. Јас ти ништо освен нас, ништо знај не постои. До крај љубовен трамвај патуваме до последна знај. Страсти мириси под кожа влезени, океанот копнежи. Сите погледи ке се залудни ако збор се изости. Јас ти ништо освен нас, ништо знај не постои. До крај љубовен трамвај патуваме до последна знај. Тарарара, 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 ништо освен нас, ништо знај не постои. До крај љубовен трамвај. Како предлог за оваа недела се Пепел со песната 4 погони. Справено стоям,
препон со сила ке морам со творба од црна дупка храбро да се дигнам за да видам што ми нуди светов и да газам по него чекор по чекор за секогаш и вечно, ама паднав ко црешево дрво, се оддалечува врвот и се околу мене беше многу мртво, ама римата ме мотивира, бирам кон светлината да фокусирам, се кренав, станав и ке бидам урбан поет со мисла и днина со подобра клима, бирам да има сум од пистар ги ширам, пијам рими колек, треба ли да транскрибирам, на висина сум со стиховен калибар, капираш тешко дојчинот болен, но време е за подвиг голем, задоволен секој пат што видам некаков прогрес, подвигот за крај во последен стих со крајен здив, црната рапина стана овој бит, јао. Јао, сурова година стравна, од љубов пишувам за човекот кој речникот го зачна. Да, ова не е само мисла, прошеткани стихови ко стихот да е писта, вистина нема една рима иста. И како остра секавица сече, и со рими, и со цела лексика сум спретен, на производот од листот ме прави среќен, би пишувал со сати и везен. Да не беше тој, да не беше тој, ке немавме јазик. На првото место оваа недела Коска со песната Денот.
Дечки, ова беше се за оваа емисија и се гледаме наредната.